Хо-хо-хо, 2016 дојде луѓе, 2016 ние уште готвиме. Ама ако, тоа е убаво кога готвиме за пријателите, тоа е убаво кога готвиме за луѓето што ни значат. Па ајде, ќе пробаме сега да направиме нешто многу интересно. Имаме совместни производи, ќе направиме едно убаво рдеверче, имаме колбасчиња, убаво ќе ги спржиме со макдоналдски со лукче и нелепо што е нова година, ќе правиме бомбици со жижици. Почнуваме. Мелено месо, околу 300 грама, 50-50 од промес, го ставаме тука. Ќе скршиме едно јајце. Ни треба малце пармезанче. Малку презла. И сето тоа убаво ќе го посолиме. Ако е нова година, мора да работиме, време е да си ги звалкаме рацете. Ова убаво ќе го стискаме додека смесата не се соедини. Ако многу ви лепи, слободно ставите си уште пармезан или презла, се додека не е вака убаво за фаќање, бидејќи ќе земаме мали делчиња и ќе си правиме топчиња, тако звани бомбици. Ги направивме сите бомбички. Сега ги земаме колбасчињата и ќе ги сечеме многу слично. Одиме на пржење. Додека се пржи месото, едно празнично сосче ќе направиме. Стандард шема, 2 лажици мајонез, павлака, 2 лажици. Да го дотрошиме пармезанот од преска. Маслиново масло. Кари. И малку италијански зачин. Сето убаво ќе го промешаме. Ете, колбасчињата се веќе готови, малце ќе ги декорираме. Земаме една китка Макдоналдс, ќе сескаме на ситни парчиња. Макдоналдсот најубаво можете да го сескате ако вака со прстите го збиете, за да не ви излегува многу страна и потоа само со кружни движења на ножот. Ова е повеќе од доволно за количината што имаме. Земаме цела рака. Ставаме во уште жештеното тавче и земаме лук во гранули и ставаме и тоа да се упие. Откако ќе поросиме вака лукчето, малце ќе ги промешаме и бидејќи и лукот и Макдоналдсот има доста силен вкус, само ова ќе го поклопиме со капак за вкусот да се упие и го оставаме 5-10 минути на страна. И бомбичките се многу убаво пропржени. Ги ставаме тука, земаме хартија, бришаш за раце, ги ставаме тука едно по едно полека ги вадиме за да се упие мршното во хартијата. И нели на почетокот рековме дека ќе правиме бомбички со жижици, така да еве ги жижиците, тоа се грисини. За интересно да биде као коктел храна, убаво да се боцка, ќе земеме и ќе ги боцнеме сите за полесно сервирање. Епа, не е лошо мезето сега за сега, можеме да почнеме да декорираме. Ево сосчето, ќе го ставиме централно.
Измеѓу ќе направиме постела од зелка. Ево една зелка. Ете, ова ќе ни биде постелата за месото. Можеме да си ги ставаме полека работите. А сега и колорчињата. Е сега, за сумомеснатите, ќе искористиме постела од ајсберг салата, ни требаат 10 ливчиња, така да идеме. И сега мотаме. И сендвичи од кашкавалче, млечно и свински врат. Драги пријатели, сега можам да ја викам пријатели, не сте веќе гледачи, бидејќи една година се дружиме. Една година ме поддржувате, ми давате предлози, ми давате сугестии, коментирате на моите видеа и пробувате да направите дома тоа ја што го правам. Не е тешко многу да сте готвачи. Јас сум програмер, меѓутоа во слободното време сакам нешто да си чепнам. Искористете ја новата година за да ги исполните вашите соништа, дружете се со вашите пријатели, со вашите најблиски, споделете ја љубовта и пробајте да направите некој вкусен оброк. Среќна нова година! Одлично е.